Љубовта на мајката кон балетот прерасна во неверојатен успех на ќерката. Разговарам со Стефанија Гаштарска и Марија Крстевска. Добро утро. Ај, добар ден веќе. Добар ден. Како, да. Како сте ми, дали сте добро? Супер. Најпрво фала на поканата многу. Стварно сме почестени, со драго срце доаѓаме кај Мене тебе. колку ми е драго што сте двете заедно, што има можност прво со Стефи да се видиме во живо. Да, Се беше преку Skype до сега. И Марија, чест ми е што си тука да ја раскажеш малце другата приказна, што е за сцената, нели? Секогаш за тој момент некако малку се зборува, а има толку многу вложувања, толку многу работа. Па ајде некако од почетоците. Од кога се занимаваш со балет? Може на ти веќе да преидеме? Да, апсолутно, да. Од кога се занимаваш со балет? Од кога си ти во светот на балетот? Јас сум со балетот од 9 години. И како и секој девојче, јас така таа маѓија што е врзана со балетот, со сцената, таа прекрасна музика, убави костими, танц на прсти, ме привлече мене како и секој дете. Мислам, повеќето девојчиња нели сониме да станат балерини. Меѓутоа, за тоа како ќе се развиеш понатаму, стварно навистина многу зависи од амбициите, од желбите и од трудот, и тука е сплет на многу работи за тоа дали сонот ќе го реализираш. Меѓутоа, ете мене поголемата мисија ми е и да кажеме улога како мајка на Стефанија, него како балерина, така да би сакала повеќе да се осврнеме на Стефи како балерина. Мора да почнеме од почетоците. Ти си дел од македонската опера и балет, така? Да, солист сум во македонско опера и балет. Да. Сега, може би свесно, може би несвесно, може би талентот, ќе ни кажете како и од кога го пројави Стефи за балетот? Па еве, јас памтам уште од малечка, ги гледав представите во македонско опера и балет позади сцена и мене исто, како што кажа мајка ми се допадна таа атмосфера баш позади сцената, спремање, шминка, фризура, исто така, подоцне кореографијата, музиката, оркестар, аплауз, публика, светла, сето ми беше магично. Исто така памтам како гледав проби, вежби во сала, ќе се ставев столче и можев со часови да седам без да трепнам, да гледам како вежбаат. Исто така, кога гледав представи, ја гледав само главната балерина и се запишав на балет со една цел да станам главна. Вистина? Да, тоа е многу интересен момент, да. Што секојаш имаш амбиција да биде прва балерина. Например, јас такви амбиции не сум имала. Меѓутоа, ќе не кога го видов тоа, сватив дека во нејзи има огромна амбиција, голема желба и талентите каков. Значи, со тек на време сватив дека она буквално допрана од Бога за тоа малку сакам да зборуваме, затоа што кога се подготвуваме за разговорот и неспорно кажавме дека некои луѓе се раѓаат за да бидат тоа што се, да има таа звезда. И секој човек кој што ќе си ја пронајде таа звезда и тој пат е благословен. Да го работи тоа што вистина го сака. Неверојатен талент. Кога можеше тоа да се забележи? Да не биде пристрасноста на мајката? Да, тоа е многу битен момент. Значи, во било која професија е многу битно родителот да е реален за способностите на детето. Значи, многу битно, бидејќи знаете како тоа може да има и контраефект. Контраефект, апсолутно, да произведете едно незадоволно, несекно, сфрустрирано дете, доколку не е спремно и доколку не е талентирано и допрено од Бога за професијата со која треба да се бави, посебно кога се во прашање вакви јавни професии. Значи, јас за среќа дали дека сум во таа професија со години, значи веќе, како што кажав, од 9 години, некако го препознав тоа во неја. Неја прв пат која ја видов на сцена, уште беше 8-9 години, значи јас се расплакав. Јас во принцип не сум толку емотивна и не покажувам емоција од тој тип. Не се разнежнувам така лесно за која е професија во прашање, меѓутоа она ме расплака на сцена. Јас ке не се видов некоја посебност што ја нема видено ке други. Се консултираше тогаш со некој дека вистина е тоа? Па имаше моменти кога повеќето има впечаток дека мисла дека е моје субјективно мислење, што некако се повеќе сакав да докажам дека не е така и веќе драго ми е што она сама докажа дека не е тоа моје субјективно мислење, дека многу среќа што го препознав тој и го поддржав ке неа. Меѓутоа, покрај талентот, значи што е за мене многу битен, да имаш физички предиспозиции и талент, најважен, дефинитивно, она е страшно амбициозна, многу вредна и буквално се ова што и се случува го заслужува најмногу, значи од сите на светов, бидејќи се постигна сама,
во една држава далеко од дома, поддршка онлайн, колку можам да ја бидам, не знам, ама се трудам. Меѓутоа, стварно, навистина, се што постигна со труд, со многу работа, цели денови во сала, тоа ќе може да се го објасни, многу откажување. И самото тоа што на 14 години она го почна тој пат сама, далеко од дома, е стварно за поздрав и за восхит. Како го паметиш детството? Детството ете како што кажав. До тие 14, кога тргна. Како што кажав, во театар со мајка ми, позади сцена, во сала, цело време бев околу. До мене беа балерини, цело време го гледав тоа и се заљубив и така. И не се плашеше на 14 години да тргнеш сама? Не, воопшто не. Што имаше во тебе? Затоа што јас имав една цел, сакав да станам прима балерина и знаев дека ако отидам таму во Русија, колевката на класичниот балет, дека само така ќе успеам. И едноставно морав да ги направам тие жртви колку и да беше тешко. Да, во тие моменти, Марија, велиш, срцето ми застана кога ја оставав пред интернатот. Да, навистина така, многу тежок момент за една мајка, од една страна тешко, значи буквално не можам да го заборавам таа слика кога ја оставив пред интернатот, кога ги затворија тие железни врати, значи и кога сватив дека оставам во Сибир, некаде многу далеко, меѓутоа свесна дека ја оставам во најдоброто школо, во колевката на балетот. Тоа е тоа. Да, дека таму ќе создадат од неја врвна балерина, а тоа е тоа, мислам, зашто Стефи е родена и просто не смеев да бидам себична во тие моменти и да гледам како мене ми е попријатно. Тука едноставно знаев дека за да она го успее и достигне овој врв сега што го живее, дека мора да се жртвуваме сите како семејство и она дефинитивно најголемата жртва она понесе. Најголемата, да, и сега малку за двете страни да зборуваме со оглед на тоа дека Марија многу пати видовме, особено оние кои што следат Стефи, дека буквално од петни жили, како што се вели, направи се да овозможиш услови да се отвори патот, да може да отиде Стефи до Русија, да излезете и од короната и од цел тој период во кој што мораше малку да биде потрпелива од вообичаено, а веќе да ја чека остварување на сонот тамо. И сега за моментите кога почнуваш, моментите кога се подготвуваш, кога требаше да оди на надпревари, кога требаше да оди на моментите кога требаше да се докаже. Да, значи нас цело време не теши таа една реченица и цело време така се мотивираме дека секоја успешна приказна е тешка, дека ние и често се шалиме на таа тема дека треба филм да напишеме за тоа што све имаме поминато заедно. Ама и треба. И вај да почнеме од дека преубави фустани како што ја гледаме, ги шиеше ти. Да, тие фустани, тие пачки кријат во себе и убава приказна и не толку убава. Значи убава затоа што беа создадени за еден надпревар арабеск, врвен надпревар, на кој стварно е престиж да се влезе, а не да се стигне до финале како што стигна Стефи. И едната мрачна страна, да кажеме, на приказната, дека буквално се немаше финанси за сето тоа, значи тоа захтева многу финанси, многу малце поддршка имавме, и некако многу ни беше битна енергијата во тие фустани. Значи ние веруваме у позитивна енергија и некако сметав дека таа енергија ја што ќе внесам во тие креации дека ќе донесат среќа, и така и беше. Тука кога зборуваме за арабеск надпреварот, не можам да не ја спомнам професорката Елисавета Кушевска. Затоа и ве прашав нели за повозрастните кои што биле тука. Тоа немаше да се реализира, значи буквално на своето драгоцено време го одвои да работи со нејза и да ја создаде, да кажеме, доволно спремна да биде, за да може рамо до рамо со тие врвни школи таму да се надпреварува. Значи на тој надпревар се надпреваруваат најдобрите светски школи, најдобрите школи од Русија, најдобрите ученици, значи тоа беше голем предизвик и престиж да се влезе таму. Така да супер поминавме благодарение на професорката Кушевска. И ја поздравуваме во оваа прилика. Постојано кога да ја гледам, занимувам, не можам, значи вистински лебед. Вистински лебед, многу пати сум ти го кажала тоа и посакувам само да ти се остваруваат со ништата.
Затоа што ако некој заслужува, заслужуваш 100%. Дефинитивно. Дефинитивно е така. Да. И кога ја гледаше мајка ти како се труди, како ги шие фустаните за кои што нема никакво искуство претходно, туку е една огромна љубов и желба и позитивна енергија. Да, дефинитивно, така, да. Кога изнаоѓаше начини како од ништо буквално да направи се, што се случуваше во тебе? Од една страна претпоставувам дека не сакам да изневерам, не сакам да го изневерам цел овој труд, од друга страна сакам да го остварам сонот. Имаше ли некој дел да се поколебаш да речеш леле ајде сега тука да стивнам и да останам тука? Не знам, пример, сите работи кои што ти се вртеа во глава. Па би кажала, мајка ми кажа дека се направив сама. Јас не би го кажала тоа. Таа ми е најголема поддршка и без неа буквално ништо не би била сега. Ништо немаше да се случува, немаше сега да давам интервју, да раскажам за моите успеси. Посакувам секој да има таква мајка како што имам јас, таков родител. Тај ќе се расплачам, дозволено и јас како продолжител. И ова искрено го кажувам. И би кажала дека ми отиде мислата сега. Ете, кога се толку емоции, а јас за тие сакав да прашам што се крие зад тие ваши разговори, зад таа поддршка. Марија, често знаеш да споделиш и видеа во кои што имало моменти кога Стефи плаче, се бори со себе, тоа се тешки, претпоставувам, моменти во кои што вежбаш по цели денови, одвоена си од дома, да. Те чекаат и кои се зборовите, што е тоа што успеваш преку камера да го кажеш за да ја видиме веќе за неколку дена блесната на сцена. Да, имаше моменти кога ми се јави така уплакана и тоа и го споделивме во една прилика кога сето тоа заврши. Дека се вреди. Да. Во една прилика ми кажа, мамо, не можам јас више, ќе се вратам и ќе работам во Стокома. Значи буквално ова. Зашто изборот е маркет? Мислам, ја буквално викам, не, Стефи, ова... Нема во маркет да се нема врати. шанси, значи оваа фаза ќе помине, како што и помина нормално, многу брзо помина, меѓутоа сакам да кажам, да укажам на тие тешки моменти, на вистина сама со себе, соочена со предизвици, со посебно ковидот, стварно ги смени, го смени патот, ги ускори работите. Да, нештата секаде. Да, апсолутно. И сега ние свесни дека тоа на сите им се случува, меѓутоа во оваа професија беше голем проблем. Значи она буквално вежбаше во 4 ѕида дома. Да, дома вежбаше, успеавте дома да направите услови. Да, за сала колку што можеме во тој мал стан. Меѓутоа не е тоа, тоа е многу тежок период за една балерина, ама еве ајде да не бидеме неблагодарни, многу луѓе многу потешко поминаа. Така да сето тоа заврши, не би го збореле, значи се надам никогаш нема да се повтори. Да. Меѓутоа делуваше психички многу, но еве го оставивме зад себе, многу разговори, ние секојдневно сме на линија и среќа што постојат тие видео повици. Среќа дигитална ера си го прави своето. Но сепак ќе останеш сама. Што е тоа во тебе што ти дава мотив, што ти дава енергија? Па искрено, додека јас си уживам во мојата работа, едноставно си го живеам својот сон, но додека јас уживам во мојата работа, исто така сакам и мајка ми да биде среќна и да можам да ја приуштам се што сака, затоа што таа го заслужува најмногу од било кој. Така да тоа ми исто е најголема мотивација, да работам јас, да уживам и на мајка ми да ја приуштам се што заслужува. Да уживате заедно, посакувам за секогаш да останете, ваќе го спомнем и братчето тука. Да, братчето. Не може без него. Да, тоа е исто огромна поддршка и он често пати знае да ја мотивира. Он сега не гледа. Да, мора и него да го поздравиме. Тие средби нивни се, тоа мислам фасцинантно, пошто за жал многу ретко се гледаат како јас, не за така и братчето, ама тоа е огромна љубов што просто се гледа и на снимките кои ќе се видат. Сега, не прашувам, објаснивме, дали некогаш помисливте да се откажувате? Не. Не. Туку, кога беше моментот, кога, ајде со Стефи ќе почнеме, кога ти се исполни душата и рече, еве, се вредеш,
цел труд вредеше и се јави на мајката и кажа: "Мамо, се вредеше." Не доаѓам во Стоком. Не доаѓам, не се враќам во маркет. Мама, се си исплатеше, да знаеш и сите солзи и цел труд твој и на сите. Во мојот живот имало доста така интересни моменти и убави моменти. Ама како нешто што ќе го запамтам цел живот, тоа е кога прв пат излегов на сцената на Болшој театар на само 16 години, на историската сцена каде што играле најголемите звезди, Максимова, Плисецкаја и многу други. И уште еден момент кога излегов на сцената во улогата на Одета Одилија во Лебедово езеро, тука сватив дека сум на прав пат и дека сите жртви и се што сме поминале вредело дефинитивно. Може ли јас? Може да го споделам. Значи тоа беше фасцинантно и вака моментот кога ми се случи да Стефи ме донесе на службениот влез на Бојшој театар и вака седам на тоа огромен театар со таква историја во себе, значи велелепен театар. Да. И вака стојам пред вратите на службен влез и викам, не ми се верува дека ќерка ми на 16 години ми овозможува да влезам во службениот влез. Значи тоа е многу редок момент, значи не како публика обична, него она буквално како дома си влегуваше таму. И моментот кога на 16 години ја видов прв пат на таа сцена, значи за еден гала концерт, роденденот на Пети Пат 200 години, каде што играше Розе Адаџо за Спаната убавица и тоа беше момент каде што јас значи се расплакав, па се смеев, па жешко ми дојде, ладно ми дојде. Значи сите емоции во едно. Тоа е нешто неописливо, навистина, самата сцена и да се видиш ќерката таму, мислам тоа дај Боже секоја мајка тоа да го осети. Дај Боже. Да, неописливо чувство. Секој да му се исполни срцето на секој родител од успесите на детето, значи нема ништо. И велиш на крај се вредеше. Сега се вредеше. Сте настапиле некогаш заедно? Да. Кога, јас ова не го знам. Да. Повеќе пати, мислам дека она беше дете, меѓутоа тоа не беше толку значајно, многу беше битен, интересен моментот. Настапивме заедно на Снежана и 7-то џуџење представата. Она играше Снежана, јас кралицата. Лошата кралица. Ништо поинтересен момент што е поврзан со таа представа е што син ми, брати, Давид, тогаш беше многу малечок и беше збунет после представа и дури збунет, не знаеше што се случи, вика: "Мамо, ти не си лоша, нели ти тоа на дада не би го направила." Мислам, тоа укажува колку сме били уверливи. Да. Колку добро сте одиграли улогата. Да, интересен момент, стварно значајно чувство за мене во моментот да играм со ќерка ми, стварно на иста сцена. Она што сакам да го споменеме дека работи во Перм опера и балет. Така е. Тоа е шанса што не се пропушта. И на колку години јас извинувам вака уште еднашка? На колку години? На 20 години. На 20 години. Да. Стефи? Да. Понудата што ја доби таму стварно не се пропушташе. Значи, она доби понуда да веднаш, значи во првата сезона, почне со спремање на Лебедово езеро на Одета и Одилија. Значи, тие што се во светот на балетот знаат колку е тоа невозможно, нереално да се случи. Значи, се добие таква шанса во првата сезона. Значи, уште не е остварена како права балерина, нели што би рекле децата. Тоа беше голема шанса и разговаравме долго на таа тема, дали да почне од почеток или просто да ја прифатиме, да го прифатиме тој предизвик и да почне веднаш со стварување на сонот, значи во првата сезона да го изигра Лебедово езеро. Сакате да кажете дека беше предизвик со две страни, што ако и што ако беше, да, или она ќе кажа може подобро, да, бидејќи малце исто дискутабилно е дали таа приказна ќе биде така успешна како што сте планирале, бидејќи обично Лебедово езеро захтева малце повеќе искуство. Треба да си психички спремен. Психички првенствено, технички, психички, просто да се соочиш со тој предизвик што го носи едно Лебедово езеро. И помина успешно. Па тоа е. Тука веќе тоа е тоа. Да, веќе после се нижат многу први улоги и она морам, пошто нема сама да се пофали таков тип, морам јас тука да. Да, затоа се договоривме дека јас и ти ќе кажеме се. Да, ќе мора да кажеме се. се. Значи она за една сезона изигра 8 главни улоги во
класичниот репертоар, во железниот репертоар, значи невозможна работа, невозможна мисија стварно за една балерина и тие што се разбираат во оваа професија знаат колку е тоа нереално. Не можеме само да се воодушевуваме другите, што ќе видиме како тоа изгледа. Позади тоа, значи буквално она во исто време по 2 по 3 улоги спремаш, значи тоа се огромни улоги што захтеваат техничка подготвеност, психичка нормално, да, и физичка секако. И физичка, од секаков тип, меѓутоа и секоја улога е различна сама по себе, значи да се спреми секоја улога на такво врвно ниво е птен за восхит, значи јас просто не знам како и успева. Тоа се да, колку пати сум те прашала, тоа се по цел ден проби, по цел ден. Да, едноставно за да успеш во оваа професија треба секојдневна работа. Ќе те прашаат и што јадеш. Претпоставам тие се некои први прашања, а јас ќе кажам дека изгледаш фантастично, дека вака во живо кога ќе те видам дека си целото тело со мускули. Тоа е многу работа. Тоа е многу работа. Тоа е позадината на балетот. Тоа е позадината, Седо тоа што изгледа така крхко, наивно, лесно, а делува толку крепко. Да, воопшто не е така, значи. А и во живо ќе кажеме дека навистина е една цврстина. Да, апсолутно. Балетот е многу тешка професија, претешка. И јадам се. Секој што мисли дека се храниме со воздух, не е така. Ни треба енергија, ни треба сила. Имаше периоди кога се хранеше со воздух, значи тоа се исто фази што моравме да ги проживееме, али за среќа сега не се храни со воздух. Сепак балетот си бара. Балетот си има многу фази веројатно на развој. Мене она што ми е фасцинантно е дека ти толку млада со повозрасни од тебе колеги на сцената, па не на исто, може би едно скалило погоре се надпреваруваш, така може да кажеме, на сцената. Фасцинантно е тоа како изгледаш, како играш, талентот не само што доаѓа до изглед, туку не знам како да кажам, ги надминува сите очекувања. И имаше многу позитивни критики за тебе. Рускиот Forbes се изрази за тебе многу позитивно. Тоа е критика што тоа не паметам, така и беше во еден текст за кого последен пат пишале. Како тоа од колегите таму, од колешките таму, како тоа тие го восприемаат? Каква ви е комуникацијата таму? Искрено комуникацијата со колегите ни е добра. Не знам колку има дружење во тој свет, не знам колку имате прилика да поминувате време заедно. Баш немаме многу време. Се дружиме, но немаме многу време. Се дружиме повеќе во сала, времето е ограничено. Повеќе сме во сала отколку надвор. За Forbes искрено не се коментираше многу меѓу колегите, но јас самата бев во шок кога прочитав. Јас уште го погледам. Да, неверојатно беше. Неверојатно, да. Бидејќи во Forbes знаеме дека не излегуваат онака со мама, тато протекција, него просто некој ја видел. Мене тоа ми беше тој момент фасцинантен. Дека таа остава впечаток и така, баш така беше дека талентот ги надминува сите очекувања. Таков имаше и во делот текстот. Тоа во една Русија да ја препознаат за на толку малата возраст, да ја препознаат како звезда, како идна звезда, како талент. Значи знаеме Русија колкава е, знаеме колку избори имаат они таму, така и колку добра школа и мислам училиште и сето тоа, да се одвоиш во една Русија не е мала работа. И да дојдеш од една толку мала држава. Имено, да. Имено, сето тоа во позадина. Сакав да заокружиме со тоа што ќе ја прашам Стефи прво, што си посакуваш сама на себе? Па пак ќе кажам, сега си го живеам својот сон, по цел ден сум во сала, по цел ден работам. И ти многу? Уживам во тоа едноставно. Ги спремив скоро сите улоги од железниот репертоар. Срцето ми го полни аплаузот после секоја представа. Исто така... И ружите? Да, и ружите. И да, тој момент е навистина фасцинантен. И помислата што ова е само почеток на се. Да. Дека ќе има уште многу нови улоги и уште се надевам многу светски сцени. И јас се надевам. И ние да бидеме особено горди на тебе. Да. Ти да бидеш таа на тие светски сцени. Да. Мајката што посакува на ќерката. Познавајќи го добро светот на балетот, на светска сцена. Ако кажуваме дека пермопирата е шанса која што не се пропушта никако, така. Што ја посакуваш?
Најпрво среќа и здравје. Значи во оваа професија е многу битно да се нема повреди, да може да го реализира сонот, да биде среќна и здрава. Да се исполни се што посакува, да заигра на сите светски сцени. Мислам, тоа знам дека ќе се случи, не. Просто сум сигурна во тоа. Верувам. Да се исполнат сите желби, бидејќи она навистина тоа го заслужува и не е тоа паднато од небо, тоа е нешто што го сработила, нешто за што се жртвувала, нешто што го заслужува најмногу од сите на светот. Нешто што има многу труд и работа. Многу труд, да. Ми направивте навистина чест и задоволство. Ви благодарам. Благодарам што ми бевте гости денеска. Колку ја зборувавме оваа во живо средба, затоа што ја следам постојано. Има проблем со во живо настапи и јас, бидејќи нашата професија баш и не е ли малце поразлична, да пред камери, да пред публика, меѓутоа комуницираме на малце поразлично, на поразличен начин. Така да говорењето малце не е проблем, ама се снаоѓам. Како не се снаоѓаме? Многу пријатна атмосферата беше, така да супер. Се надевам дека ви беше пријатна. Секогаш е отворена вратата од Македонската радио телевизија. За тебе, за мајката исто така особено. Така да ве очекувам и во друго издание. Се надевам дека ќе ве видам повторно. Фала ви многу, ние се надеваме. Во секоја наредна прилика. А до тогаш ја следиме со сите успеси и сите одиграни представи во главна улога. Благодарам. Благодариме.